Добро дојдовте во Актуелна тера. Еве ги вестите на денот. Вчера доцна попладне пожар оставен под контрола. Пожарната денеска со објаснување. Сообраќајка на Васко Гарангелевски. Малолетникот по 24 часот да биде дома. Битолчани наточак. Вчера гореше фабриката Виго во индустријски оддел на Битола, а попладнето се интервенираше, а огнот се гледаше и во вечерните часови. Нешто после 18 часот противпожарната единица на Битола соопшти дека пожарот го ставила под контрола. Останаа да дежураат и во текот на ноќта, а овие фотографии покажуваат дека и во текот на ноќта можеше да се забележи огнот кој речиси цело попладне беснееше во оваа фабрика. Вчера попладне наша екипа повторно беше пред фабриката и интервенцијата се уште траеше. Весна Шеровска. По информациите на противпожарната територијална единица дека во 17 часот и 30 минути пожарот во фабриката Виго е ставен под контрола, нашата камера забележа изгорен речиси половина објект, опремата, суровините и готовите производи и се уште во 18 часот се појавуваа облаци чад поради догорувањето на делови од покривот и опремата. Првата дојава за пожар во пожарната стигнала околу 14 часот и 15 минути. Патена една екипа со едно возило и 5 пожарникари, да дојаѓајќи на лице место констатирано дека веќе гори кровната конструкција. Тоа и кажува дека пожарот бил многу поодамна настанат, значи многу поодамна, затоа што самите пожарникари кажуваат дека наишла на употреба на противпожарен апарат, пуштен од среваш, значи сами покушавале нешто да гасат, тоа се нашите размислувања, значи на изјавите. Иначе многу брзо дојдовме кога констатиравме дека констатира раководител на акцијата дека гори веќе кровната конструкција во најбрз можен начин за скоро 15 до 20 минути бевме упатени уште две екипи со две противпожарни возила. Постоеше голема опасност пожарот да ги зафати и боците со плин во задниот дел од фабриката. Екипа од пожарникари ги обезбеди плинските боци за да се избегне поголема катастрофа, додава Поповски. Причина за пожарот е оџак кој што работи на плин, а горе имало кров, кој што јас не знам дали бил тој трвен кров или не знам дали некои си полиестери, и плюс ветерот кој што во тој момент. Дило си го направи тоа да цела кровна конструкција изгрева да крепне. Најважниот момент на овој пожар тоа што не се успеавме, мислам да не до оштетување на плинската цистерна, тоа е 30 тонска плинска цистерна и плюс има уште една цистерна со мазот. Екипите на пожарната бурно ја следеа состојбата цела ноќ. Пожарот е под контрола сега. Има се уште горив материјал, горив материјал кој што е тешко да се изгасни со вода, ни треба многу долго време, значи поголема количина на вода ни треба, така да мислам ние ќе остане екипата овде се додека не се изгасни последниот дом. Причините за пожарот во кој е нанесена голема материјална штета доправа ќе се утврдуваат. Противпожарната единица денеска ги повика медиумите за да ја објаснат ситуацијата со вчерашната интервенција, дали била задоцнета или не. А управителот на фирмата денеска зборуваше за штетата, првично проценета на 5 милиони евра. Оливера Михајловска. Пожарот кој вчера ја проголта фабриката за кекси и вафли Виго 48 попладнето ставен под контрола од територијалната противпожарна единица денеска одржава пресконференција. Дојавате веќе во 14:15 за запален оџак. Заминавме со едно возило и 5 пожарникари. Кога стигнавме негде кај Полеканинско училиштето, видовме чадој големи и викнавме уште едно возило. Ние сме смена од 7 души, еден оставивме на телефон, 6 души учествувавме во гаснењето. Атмосферата беа испаничени и вработените, дел од нив ни поможија во почетокот, меѓутоа после со текот на акцијата, дали се плашија пошто се работеше за боци, беа запознаени дека има некои боци негде што подоцна имаше некои експлозии, кажат колегите сношти. И ни поможија доста во почетокот, првиот пожар. Меѓутоа, понатаму кога дојдоа колегите, не беше приступачно, немаше од каде се гасни, пошто четијата падна. Секој професионалец што работи ова работа, знае кој ќе падне четијата, дека не може да се гасни. Овој пожар во мојата професионална кариера од 23 години е втор ваков пожар што бил во Битола, после Ладилник, како се сеќавате. Ги демантираат тврдењата дека интервенцијата на пожарникарите не била брза. Дојавата, најбитниот елемент на секој пријава да е пожар е дојавата. Дојавата за овој пожар гласеше гори оџак.
Кога имаме таква дојава на пожар дека гори оџак, процедурата на секоја една територијална противпожарна единица да оди екипа со едно возило. Значи на самиот старт беше погрешна дојавата. Према информации кои што се лиферува во јавноста во вечерните часови, дел од вработените кажуваат дека пожарот настанал во 14:00 часот, нека имаше информации дека станали 15 до 14, што значи дека кога сите тие информации би ги собрали во еден временски период, што значи дека единицата кога пристигна самото место на пожарот веќе беше во 20 минути веќе беше во фаза на развиток. Ако дојавата беше дека гори објект, фабрика, тогаш процедурата е таа што најмалку одат 2 возила. При гаснењето на пожарот, еден пожарникар се затрул со јаглен моноксид, посочувајќи дека не се работи за посериозно труење. Кога стигна во самата единица, тој можност да се каже што све има внатре во единица, во самата фабрика се изостава. Тоа само кажано беше од вработените дека позади фабриката, на 50 до 60 метри, има плинска цистерна. Значи плинска цистерна, 100 тонска, која што во моментот има 30 тони плин. До самиот објект, на 2 до 3 метри, има уште една цистерна, која што се користи за мазут. Дали таа цистерна има мазут? Не не добивме. Појаснуваат дека опасност нема и не би требало да се случат нови изненадувања. Тој ќе кажува треба да има план за заштита од пожар. Во тој план за заштита од пожар тоа што треба да се најде каде и на кој место имаме горивни материјали. Вие го немавте во ситуацијата? Ние во ситуацијата имавме само еден вработен кој што и најбучниот, кој што веројатно човекот сакаше да ни поможи и ни помагаше во добар дел, каже дека таму се наоѓа плинската инсталација. Ардема не ни кажа дека внатре во самата просторија, во тој горни дел имаме инсталирани плински боци и дека имаме хемиски реагенси кои што ги користи лабораторијата, каде што ноќеска во некаде околу 4 часа после поднег дојде до експлозија на тој дел од тој дел од просторијата, каде што се наоѓа на лице место 6 пожарникари. Заради хемискиот состав на материјалите во самата фабрика, гаснењето било отежнато, но и самата изградба на објектот по модерен начин е проблем при пожар. Колку бил противпожарно оптеретен тој објект? Самиот податок, што дел од објектот, горни дел од објектот, како составен дел на кровната конструкција, имаше нека јас градеж не знам како се вика, имаше урпена со дебелина некоја си изолација, пластична изолација, измеѓу кој се наоѓа курпена и така да горниот дел во тој дел. Затоа и сега кога ги направите снимките ќе видите дека горниот дел на кровната конструкција како изгорена е од двете страни. Дека е канцерогена, тоа чиста тема. Затоа првите кадри кои што ги снимивте и кои што ги видеа граѓаните беше стренчат. Значи тоа е карактеристика на материјал кој што е направен од хемија. Колку изнесува вкупната штета од пожарот, допрва треба да се врши проценка, но првичниот впечаток е дека штетите ќе бидат огромни и дека доколку сопственикот сака да го продолжи процесот на производство, ќе мора да гради целосно нова фабрика. За околу 1 час гореше целата фабрика. Сите вработени беа навремено евакуирани, само што го приметиме пожарот, сите беа евакуирани, се организира транспорт, сите се безбедни. Направена огромна материјална штета, нашата првична проценка бидејќи немаме пристап до фабриката, од она што го знаеме, што го поседуваме, што може да видиме од надвор, значи околу 95% од фабриката е уништена, штетата е преку 5 милиони евра. Иако пожарот е речиси целосно изгаснат, неколку пожарникарски екипи се уште дежураат покрај фабриката, се со цел да не дозволат повторно јавување на огнот. Истражните органи допрва треба да утврдат кои беа причините за пожарот, но според зборовите на очевидците, пожарот се јавил кај еден од оџаците и мощне брзо се проширил на таванскиот дел на погонот за производство. Заради непочитување, наредба на службено лице, полицијата вчера приведе едно лице од пред фабриката Виго 48. Како што за Тера телевизија изјави портпаролот на СВР Битола, по разговорот во полициската станица истото било пуштено. Според полицијата, лицето не е почитувало наредбата на полицијата да не влегува во објектот кој бил во пламени каде интервенираше против пожарната единица.
Утрово сообраќајка на улицата Васко Карангелевски во Нова Битола. На крстосницата кај домот за доенчиње на улицата Васко Карангелевски во Битола утрово се случи сообраќајна незгода меѓу камион и велосипедист. Како што рекоа од битолската полиција, велосипедистот се здобил со тешки телесни повреди констатирани на клиниката во Битола, но бил надвор од животна опасност. Се работело за повозрасен човек кој го управувал велосипедот. Полицијата на иницијатива на Советодавната група на граѓани од Битола ги повика угостителите да им каже во летниот период да се придржуваат до законот за јавен ред и мир. Поканиле 40-тина, а се појавија само неколкумина. Оливера Михајловска. Како што најавија, така и направија. Денеска во поранишната сала на Битолскиот совет се одржа средба меѓу полицијата и угостителите, иницирана од Советодавната група на граѓани со цел превентива во летната сезона за одржување на јавниот ред и мир во законски граници. Целта на денешниот состанок е со присуство на угостителите да се направи договор како овие аномалии што се јавуваат од аспект на музиката, присутност на младите, точење на алкохол, задржување до определеното време за работа, пушењето и други аномалии се стават се договориме проактивно да се действува како не би се доаѓало до несакани последици и до натамошни реперкусии последно репреактивни. Од полиција велат подобро е навреме да се информираат и преземат соодветни активности отколку да треба да се пишуваат казни. Да не дозволат нарушување во нивните локали на јавниот ред и мир со гласна музика, да преземат соодветни мерки за спречување на нарушување на јавниот ред и мир, а исто и така да не дозволат присуство на малолетни лица во нивните локали после 24 сатот и да не точат алкохол на малолетни и пијани лица. Се знае дека тоа ќе биде строго санкционирано, без толеранција за алкохолот и дрогата. Значи, тој проект предвидува низа активности, чија главна цел е намалување, односно спречување на конзумирање на дрога и алкохол посебно кај малолетната популација. На денешната средба беа повикани 40 сопственици на гостителски објекти. Одзивот и присуството на нивни представници беше многу мал, велат од полицијата попладнево, со што оние кои не присуствуваа не можеа ниту да се здобијат со корисни информации одредени совети за летната сезона, како и нивна самозаштита од казни. На присутните им беа презентирани појаснети одредени одредби од законите кои ги третираат проблемите со малолетниците, алкохолот и другата, работното време, заштита од пушење и слично. Одсекот за превенција при СВР Битола апелира на угостителите и сите граѓани да се придржуваат на законите, а во интерес на безбедноста на сите да соработуваат со полиција. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Документарен филм за Павел Шатев. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: каков факултет ќе одберете за вашето академско образование? Обштествени науки, медицински, технички, уметнички? За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Заради непочитување наредба на службено лице, полицијата вчера приведе едно лице од предфабриката Виго 48, која вчера попладне беше зафатена од голем пожар. По разговорот во полициската станица истото било пуштено. Обвинителството во Лерин, Грција започна голема истрага откако полицијата кај 48 годишен грчки државјанин открил 25 банкноти од по 100 евра кои ги купил од негов пријател од Македонија. Европската комисија се уште го испитува договорот за Јужен тек што Австрија го потпиша со Русија, но првичната оценка дека во него има важни разлики во однос на случајот со Бугарија. Српските метеоролози предупредуваат дека се очекуваат силни ветришта, олуја, град и воздушни вртлози, торнада. Утрово истече рокот на примирието во југоисточна Украина, што го прогласи украинскиот претседател Петро Порошенко. Патниците и членовите на екипажот на исчезнатиот малезијски авион најверојатно умреле од задушување и авионот кој го управувал автопилот паднал со нивните безживотни тела во океанот.
На цела територија на Македонија во акција на полицијата, инспектори од управата за јавни приходи, инспектори од државниот пазар, инспекторат, припадници на државниот инспекторат за шумарство и ловство, но и припадници на трудовата инспекција се запленуваат дрва. Во ова обемна акција затворени се 22 објекти, но и одземени 331,4 метри кубни нежигосани огревни дрва, 4 камиони и 1 автомобил. Најмногу се одземени на подрачјето на Куманово, Охрид, Тетово, Штип, Струмица, Скопје и Битола. Фирмите се казнети со 3.250 евра или сите заедно треба да платат вкупно 191.750 евра. Земете го точакот и направете разлика. Една кола помалку ќе загадува во Битола. Ова е мотото на иницијативата Битола на точак, која вчера се одржа по трет пат. Маја Богоевска. Битолската критична маса вчера и по трет пат се собра пред Битолскиот музеј и возеше точаци низ градот како дел од граѓанската иницијатива Битола на точак. Целта на оваа иницијатива е гревање на јавната свест во Битола за користењето на велосипедот како урбано превозно средство кое може да се користи на секаде во нашиот град и во секоја пригода. Идејата ја добиле од самото секојдневие. Гледаме се појќе ни е загаден градот, најмногу коли во државата имаме по глава на жител. Малце сакаме да одиме кон промена на свеста и да знаеме дека сами да си го загадуваме градот, а не нормално и бизнес сектор, фабриките и сите. И народот нели стално се жали дека како поединец не може никој да направи, али овде еве како што гледате собираме повеќе поединци и заедно еве да се обидиме да промениме некои работи на подобро. На овој начин сакаат да го промовираат велосипедот како урбано превозно средство, како стил на живот. Здравје, здрав животен стил, нели, градите се отворат, дружба, содружство, побрзо стигање, градот не е со тумби, лапки, некој со ридој, значи речи си ни е рамен, нуди одлична инфраструктура да бидиме некоја си Холандија кај нас, да речеме. Она што според нив најмногу недостига во градот за велосипедистите е безбедноста. Гледаме како возат шоферите, сакаме од нивна страна да наидиме на разбирање, значи да знаат дека и луѓето што возат точаци постојано, значи се учесници равноправни во сообраќајот, да и не остават простор, да ги почитуваат сообраќајните прописи, да не возат по крајот, да ни остат барем 1 метро да возиме по крај. Очекуваме сообраќајни знаци, паркинзи, инфраструктура и повеќе луѓе секако нормално за кратки растојанија да ги баталат колите и да возат точак. Велат секој треба да си ја најде својата причина за возење велосипед. Бидат активни, сами за себе си прават. Она што позитивно мислам во цела работа е градска иницијатива, значи нема нешто, треба да ја препознат можноста дека мокта е во нивни раце, ако го препознат како такво и да си ја понесат одговорноста, значи ќе имаме и помасовно и кидат и ќе правиме што можеме за да се подобри за тие што возат точак условите во градот. Доколку сите чекат од некој друг нешто да му направи, нема ништо да има. Главните мотиви за оваа иницијатива се намалувањето на загаденоста во градот, растоварувањето на центарот од автомобили и водење на здрав животен стил. Нивното мото е: земете го точакот и направете разлика. Една кола помалку ќе загадува во Битола. Заврши реконструкцијата на општинската зграда во Ресен. По неколку месечна интензивна работа, денеска во Ресен се промовираше завршувањето на реконструкцијата на општинската административна зграда со примена на најсовремените мерки на енергетската ефикасност. Овој објект не само што сега има целосно нов изглед, туку веќе ги генерира очекуваните заштеди. Реконструкцијата на објектот е овозможена благодарение на финансиската и техничката поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка и УНДП во рамките на проектот за заштита на Преспанското езеро. Станува збор за еден иновативен пристап на обезбедување на средства за заштита на овој исклучително важен езерски екосистем преку инвестиции во енергетската ефикасност. Синоќа во малата сала на Центарот за култура во организација на ВМРО ДПМН се прикажа документарниот филм за Павел Шатев. Во филмот се прикажува неговата револуционерна дејност. Маја Богоевска. Синоќа во организација на Комисијата за култура, Унијата на млади сили и Советот на ветерани на ВМРО ДПМН се прикажа документарниот филм за Павел Шатев, Последниот Гемиџија. Првиот дел беше прикажан минатата година на Битфест, а вториот дел бил завршен зимава, па двата дела се споија во документарен филм кој ја обработува револуционерната дејност на Павел Шатев.
Во самиот филм е офатена револуционарната дејност на Павел Шатев како припадник на гемеџиите, солунските атентати, неговото учество во солунските атентати, неговата робијашка голгота во пустината Фезан во Северна Африка. А посебен акцент на филмот е даен во револуционарната дејност и животот на Павел Шатев после Првата светска војна како припадник на македонската емиграција во Бугарија, кој што активно бил вклучен во политичкиот живот на македонската емиграција во Бугарија и со својот авторитет, со својот фанатизам и својата револуционарна борба активно учествува во обединување на македонското револуционерно движење, сите идејни течења на македонската револуционерна борба, заедно со тогашниот водач на ВМРО Тодор Александров, започнуваат да преговарат со Советска Русија, под закрила на Советска Русија, го публикуваат и го издаваат Мајскиот манифест. Организаторите на промоцијата велат дека во филмот е прикажана и репресијата врз Шатев и судирот со комунистичката власт. Судирот со Лазар Колишевски, судирот со комунистичката власт, имено Павел Шатев припаѓал на промакедонската струја во првата македонска влада. Како припадник на првата македонска влада, на промакедонското крило во првата македонска влада, Павел Шатев влегол во отворен судир и комунистичките власти од Лазар Колишевски започнуваат една голема репресија врз прогонство врз Павел Шатев. Тој е интерниран и затворен во домашен притвор. Имено резолуцијата на инфробирото представувала главна причина за прогонување на сите дејци припадници на старата ВМРО Бединета, меѓу кои еден од главните протагонисти ќе биде Павел Шатев. Па така, Павел Шатев неправедно бил затворен, сместен во домашен притвор во Битола во тотално мизерни услови, оболел и починал на 29 јануари 1951 година. Во филмот се зборува и за неговите ставови за независна македонска држава. Утре вечер со почеток во 21 часот на Широксока во Битола ќе се одржи традиционалниот голем музички хепенинг во рамките на интернационалниот младински арт фестивал Битола отворен град во организација на Младинскиот културен центар од Битола. Звезди на вечерта се негатив од Србија кои премиерно доаѓаат во Битола. Во рамките на фестивалот, кој се одржува од 25 до 28 јуни, на повеќе локации во градот се организираат отворени улични журки, изложби и перформанси. Денеска спорти домот на Арама се одржа креативна работилница за графити, во чии рамки твореа Сунита Фишик, Кенан Хаджимусик, Ана Маричик и Амер Дорик од Сараево, Босна и Херцеговина. Во овој дел на Широксогак подолго време има графити со недолична содржина, а преку оваа активност целта е да се покаже како просторот може да се уреди преку улична уметност. Овие уметници ги декорираа улиците на нивните и други градови во Босна и Херцеговина и секој од нив има различна експресија, а темите на нивната работа се базираат на приказни од иднината, универзумот и замислени светови и суштества. Со мултимедијалниот проект Камера вечерва во старата битолска чаршија почнува 9-то издание на Битфест. Во Камера играат Иван Јерчик, Борче Ѓаковски, Кутилинден, а сценариот и режијата се на Сашо Миленковски, Јован Ристовски и Александар Црвенковски. Свеченото отворање закажано за 21 часот. Еве што донесува светот на Актуел. Украина, Грузија и Молдавија потпишаа договори за соработка со Европската унија. И за други вести од светот, покусата пауза. Останете со нас. Изложба на слики и креативна работилница во рамките на Битола отворен град 2014. По трет пат се одржа Битола на точак. Димитар Андоновски го промовираше својот прв албум. Договорот за стопанско здружување кој денеска Украина го потпиша со Европската унија ќе има тешки последици за трговските односи со Русија, предупреди висок руски дипломат. Заклучокот за толку сериозен договор зависи, се разбира, од суверенитетот на секоја земја, изјави заменик министерот за надворешни работи Григори Карасин. Последиците на договорот што го потпишаа Украина и Молдавија несомнено ќе бидат тешки, додаде тој. Важно е потписниците на овој документ правилно да сватат дека нема да има само последици врз односите со Европската унија, туку и врз односите со другите партнери, меѓу кои и со Русија. Во таа мера во која Украина и Молдавија имаат договори за слободна размена внатре во заедницата на независните земји, која ги собира поранешните советски републики без балтичките земји и Русија, продолжи Карасин, пренесува Global Times. Шефовите на државите или влади од Европската унија го поставија понеделник како крајен рок за ослободување затвореници во источна Украина и за условите за долготрајно примирие. Тие предупредија оти се подготвени за нови санкции.
За време на самитот во Брисел, лидерите од Европската Унија преку изјава објавија дека очекуваат да им биде доделена контролата на украинските власти на 3 главни гранични премини. Во разговорите со германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот председател Франсуа Оланд, украинскиот председател Петро Порошенко изјави дека предложил продолжување за 72 часа на привременото примирие, кое инаку истекува денеска. Украинската криза, потенцијални нови членови и стари дебати за штедењето се темите на ЕУ самитот во Брисел. Нема да изостане веројатно и кавгата. Британија не се согласува Жан-Клод Јункер да биде начело на Европската комисија. Председателот на Европскиот совет Херман Ван Ромпуј по синоќешната вечера на шефовите на држави или влади од земјите членки на Европската Унија објави само штуро соопштение. Се одржала размена на мислења околу стратешките определби на Унијата за идните години. Оваа дискусија продолжува денеска во Брисел, се вели во неговото соопштение. Кратката информација е малку невообичаена, особено што денеска може да дојде прв пат до борбено јавно гласање. Британскиот премиер Дейвид Камерон не сака да се помири Жан-Клод Јункер, врвниот кандидат на европските конзервативци кои победија на европските избори, да биде номиниран за председател на Европската комисија. На своја страна Камерон го има само унгарскиот премиер Виктор Орбан. Претходните сојузници, како Марк Рут од Холандија, се премислија. Десетици поранешни логорски затвореници демонстрираа во босанскиот главен град, повикувајќи ги властите да им обезбедат финансиски репарации, право на бесплатна здравствена заштита и психолошка поддршка. Членовите на Босанското здружение на поранешни затворски затвореници во четвртокот го одбележаа Меѓународниот ден на Обединетите нации за поддршка на жртвите од тортура со протести во центарот на Сараево, носејќи транспаренти со слоганите "Молчењето е соучество" и "Никогаш да не се заборави". Јасмин Мешковиќ, председател на здруженијето, изјави дека 2 децении по војната жртвите на тортурата се уште се на маргините на општеството и немаат никакви права, и покрај фактот што за време на конфликтот илјадници биле малтретирани по логорите низ земјата. Во огромна експлозија на државниот гасовод во јужната индиска покрајна Андра Прадеш утрово загинале најмалку 16 луѓе и изгореле голем број куќи. До сега се пронајдени 13 тела на жртвите од експлозијата, пренесе агенцијата Associated France Press. Големиот пожар кој избил по експлозијата на гасоводот во сопственост на компанијата Гайл траел околу 3 часа, а сега е под контрола. Евакуирани се соседните села, а налутелите жители насилно влегле во зградата на рафинеријата и ги уништиле просториите со камења. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево?
следила временската прогноза за следните денови во Кичево. Овде е крајот на денешниот актуел. Повеќе информации на tira.mk. Пријатен викенд!